Џо Бајден и Доналд Трамп се согласуваат за потребата да се стави крај на војната во Украина, иако експертите за надворешна политика велат дека Трамп бил помалку конкретен за тоа како да се случи тоа меѓу рускиот лидер Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Тој се залага само за потребата да се започнат некој вид на разговори и преговори и рече дека може да биде подготвен да се вклучи во овие преговори меѓу Путин и Зеленски, но никогаш не го прецизираше дизајнот на идниот мировен договор. Во овогодинешната политичка битка во Конгресот за усвојување на помошта за Украина, Трамп рече дека помошта треба да биде на заеми, а не грантови. Размислувавме да направиме форма на заем наместо само подарок, затоа што продолжуваме со подароци од милиарди и милиарди долари. Трамп вели дека Европа треба да учествува со поголем дел од финансиската помош за Украина. Но ако биде реизбран, Трамп нема да сака да се гледа како некој што ја загубил таа војна, вели поранешниот амбасадор на САД во Украина Џон Хербст. Знаеме дека Трамп се доживува себе си како мокен човек и не сака да биде поврзан со неуспех на надворешната политика. Републиканската партија на Трамп е поделена во врска со Украина, при што некои законодавци ја гледаат војната како голема безбедносна закана по САД, други пак велат дека тоа е одвлекување на вниманието. Русија за многу членови на републиканскиот надворешно политички естаблишмент се смета за глобална сила во опаѓање, па оттука руско-украинската војна од нивна гледна точка е конфликт што треба да се реши што е можно побрзо, за да не ги исцеди безбедносните ресурси на САД. Како претседател, Бајден ја предводи меѓународната коалиција која ја координира војната помош за Украина со повеќе од 175 милиарди долари од САД. Тој вели дека Америка ќе застане против неправедната и неиспровоцирана агресија, онолку долго колку што е потребно. Ако САД се повлечат со помошта, тоа ќе ја доведе Украина во ризик. Европа е во опасност, слободниот свет ќе биде изложен на ризик, охрабрувајќи ги другите да го прават она што сакаат, да нанесат штета. Бајден делумно ги острани ограничувањата за Украина да користи оружје на САД против воени мети во Русија. Таа посветеност значи дека политиката во евентуалниот втор мандат на Бајден најверојатно ќе се преслика од првиот, со поголема слободна за зголемен економски притисок врз Русија, вели професорот на Католичкиот универзитет Мајкл Кимич. Не е дека ја одредувате својата надворешна политика врз основа на исходот од изборите, но има граници и ограничувања, а би биле многу различни во вториот мандат каде Бајден повеќе не може да се кандидира за реизбор во 2028 година. Значи тој би бил малку послободен во водењето политика. Разликите на кандидатите околу Украина ги одразуваат нивните различни пристапи кон Кремљ, при што Трамп сака да ги подобри врските со Москва, а Бајден продолжува да се залага за изолирање на Русија поради нејзината инвазија на Украина.